Во основното училиште Магдалена Антова денеска по повод големиот христијански празник Великден беше организиран традиционален великденски базар. На штандовите во дворот на училиштето по символична цена секој можеше да си купи од креативно изработените великденски украси, рачни изработки, но и празнично подготвени колачиња. Базарот беше посетен и од местното население. Учениците со своите наставници изработија креативни изработки и сладки великденски задоволства. Производите се продаваа по символична цена и собраните средства ќе бидат наменски искористени според планот на ученички парламент. Настанот беше поддржан и посетен од страна на учениците, родителите и локалната заедница, изјави Маријана Димитриевска, заменик директор на Општинското основно училиште Магдалена Антова. Училиштето секоја година организира великденски и новогодишен базар, кој што масовно се посетени од учениците, наставниците, родителите, но и локалната заедница, а собраните средства се наменуваат за потребите на учениците. Денешниот великденски базар е во пресрет на Велики четврток. Главен обичај што се изведува на овој ден и со посебно внимание е бојадисувањето на великденските јајца во црвена боја рано наутро пред да изгрее сонцето. Според народните обичаи, најпрвен се вопцувале 3 јајца, а потоа и другите. Се верува дека првото јајце било наменето на Господ и се викало Господово јајце, второто на домакинот, главата на семејството, а третото на добитокот и берикетот. Петокот пред Великден се смета за најтажен ден во христијанството, бидејќи тој ден Исус Христос бил осуден и распнат на Голгота во Ерусалим. На Велики петок сите постат, па дури и тие кои инаку не постат цел великденски пост. Во чест на Великден во сите цркви и храмови се служи литургија по претходно утврден распоред. Великден секогаш се паѓа в недела, а еден од најрадосните и најубавите обичаи за големиот христијански празник е кршењето со јајца. Трибини, предавања и работилници на теми од областа на врсничко насилство, булинг, јавен ред и мир, говор на омрза, трговија со деца, питачење, се само дел од активностите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2024 година. Извештајот пред советниците на вчерашната седница го презентираше Лиле Младеновска од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово. Текот на целата учебна година, 24-та, сме посветени на едукативни предавања, работилници, трибини, дебати, тркалезни маси на тема на врсничко насилство, булинг, правна социјализација, односно учење што е прекршок, што е кривично дело, што се санкции по истите, јавен ред и мир, што значи нарушување на јавен ред и мир, говор на омрза, трговија со деца, предавања, во однос на питачење кампања низ градот во текот на целата година. И минатата седница напоменавме дека покренавме иницијатива за пронаоѓање на механизми да ги тргнеме децата од улица. Со советникот Салиевски сме во договор. Требаше во април месец да ги собереме тие семејства што ни питачат, но поради случувањата во Кочани тие активности наши се договорени и ќе правиме напори овој договор, овој проблем со овие деца на улица да го истуркаме до крај. Предавања на тема злоупотреба на дрога, улично дилерство, кои се законски казни за тоа, кои се ризици, опасности по нивното здравје, болести на зависности. Кампањи и предавања за стоп за пиротехника. Во овие предавања учествувале и лекари од Универзитетска клиника за пластична хирургија и лекари од хирургија при Општа болница Куманово. Посета на кафи објекти, казина и облажавалници со напомена да не се овозможува присуство на малолетници во овие објекти, да не се служи алкохол и да не им се овозможуваат игри на среќа. Предавања, трибини на матуранти под мото безбедна матура, односно слави матура без возило, алкохол и употреба на опојни дроги. Мора да констатирам дека бидејќи сум вклучен во Вибер групата, па гледам комуникација и ги следам работите, а и сум често пати поканета на овие настани. Токму затоа што се обемни настаните и често пати имате и состаноци,
координират настаните со учениците во училиштата со децата. Родителите го доживуваат како дополнителна обврска и често пати се менуваат во општински совет за превенција, што значи дека оние што навистина работат на терен се за пофалба, исто и вие претседателке сте за пофалба со сите тие активности, особено затоа што станува збор за дружење на ученици кои се од различни етнички заедници. Децата наши не се познават и тоа се ретки случаи кога може да се запознаат и да си ги споделат, односно да си ги запознаат разликите, да се почитуваат. Зборувате на многу актуелни теми, зборувате за коцкање, зборувате за дрога, зборувате за питачење, меѓутоа за деликвентно однесување на децата им кажувате што е јавен ред и мир, меѓутоа она мене што ми недостига е тоа што и во училиштата сте постојано присутни, колку и пати да им укажуваме на учениците и на децата дека тоа не е исправно така да се постапува. Не сум за репресија, меѓутоа сум за поголема присутност на СВР на теренот и едноставно опоменување на тие деца кои се фатат дека работат нешто, дека се опоменуваат, односно она што го зборуваме во Совет на превенција да се гледа дека и навистина е дека така треба да се действува на теренот. Во спротивно, и 100 работилници да одржиме на една иста тема, децата само може да кажат па така не е во реалност, тоа се случува, вака се случува, значи до постапувањето на СВР во Куманово е многу битно за да се потврди оваа ваша работа и вклученоста и на родителите и на учениците. Најчесто се вклучени родители кои имат совест, меѓутоа јас се апелирам до вас да вклучите родители кои имат деца, кои веќе се во училиште како познати по своите девијантни појави, за да многу повеќе се работи со дадени ученици, со дадени родители кои не постапуваат соодветно на законот, отколку со овие родители и деца кои ги почитуваат законот и правилата. Во секој случај, честитки за работата и за спојувањето на учениците од различни делови на градот. Малолетничка од Куманово ноќеска била приведена откако со остар предмет нападнала своја сограѓанка, која што со повреди завршила во Кумановската болница, како што посочуваат од полицијата. Таа била приведена во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против неа ќе следува соодветна пријава. %15 од потрошувачите на вода во Куманово никогаш не ги плаќаат сметките, а процентот на наплата на сметките за 2024 година е 81%, информираше на вчерашната седница директорот на јавното претпријатие Водовод Оливер Стојмановски. Водовод минатата година работело со загуба од 22,3 милиони денари. Од нив 18 милиони се кон добавувачи, а останатите се поради зголемените трошоци во секојдневното работење, истакна Стојмановски, потенцирајќи дека единствено што може да ги зголеми приходите е Водовод да може да работи на изградба на канализациона, атмосферска и водоводна мрежа. Јавното претпријатие за период 1.1.24 година до 31.12.24 година бележи загуба од 22 милиони 327 милијади. И покрај тоа што во делот на приходи, посебно приходи од вода и одведување и пречистување на вода, кои што се зголемени за 36 милиони, во делот за 36 милиони, во делот на расходи има зголемување за 40 и нешто милиони денари. Во делот на расходи, ставки кои што се битни да се истакнат, каде што се бележи зголемување, пред се потрошени суровини материјали. Потрошени суровини материјали се однесуваат на оној дел кога имаше криза со заматување на вода во период крај на мај 24-та па се до некаде средина или 10 август 24-та, кога беше стабилизирана водата. Тука бележиме пораз за некои 3 милиони и 600 денари на потрошени суровини материјали. Тоа е
потрошени суровини материјали се однесува најповеќе на химикали кои што беа потребни за стабилизирање и нормално одвивање на процесот на производство на вода за пиење. Втора битна точка, ставка во делот на расходи е потрошена електрична енергија. Во делот на потрошена електрична енергија се бележи зголемување од некои 6,5 милиони денари, кое што зголемување, дел од зголемувањето е исто така за период кој што беше за нормалност, за стабилизирање на водоснабдувањето, значи пак за период август, мај-август, каде што бележиме пораст на потрошувачка на електрична енергија во киловат часови, но исто така и цената на електрична енергија во последните 7 месеци за 2024 година беше повисока од 2023 година. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев денеска се одржа работилница за деца насловена "Недовршена приказна" под раководство на авторката Бистра Георгиева. Наменета е за деца од 4-то и 5-то одделение. Работилницата е дел од годишната литературна програма на Центарот за култура, поддржана од Министерството за култура и туризам. Јас и Катерина, илустраторката, веќе имаме заедно направено неколку сликовници од едицијата Стела и Сани. Јас пишувам, а таа илустрира. И тоа е многу убав процес и идејата со оваа работилница беше да им се даде до знаење на децата дека фантазијата нема никакви граници, дека секој може да напише приказна и да се измисли какви сака ликови да изгледаат, како сака да се наоѓаат, каде сакаат и да ги нацртаат онаму каде што тие сакаат. И тоа затоа се работат во групи и ќе ја направат нивната заедничка приказка во 7 групи. На големо задоволство дојдов на покана на Центарот на култура затоа што дел од програмата годишна било да имаат вакви активности и верувајте дека многу значи дека некој работи на ваков начин и ги поканува авторите да бидат со публиката и да ги инспирираат децата. Со најголемо задоволство дојдов. Децата се неверојатни, каква фантазија имаат, колку се инспирирани, само треба да им се даде простор да го прават тоа, а не да ги угушуваме во рамки. Најмногу сакам покрај деца да бидам и сега гледам, веќе сме на пола работилница, гледам какви цртежи имаат и какви текстови. Фасцинирана сум и секогаш со деца истото чувство на фасцинантност. Неверојатно е како им се отвараат мозочињата кога им се дава простор, пак ќе кажам. Детската представа Трнорушка денеска слави 5 години од првата изведба. Трнорушка, освен во Куманово, актерите ја изведуваа и надвор од државата. На 13 мај Театар Куманово ќе гостува на меѓународниот фестивал за деца и млади Волшебната завеса во Трговиште, Република Бугарија. Во представата играат Владанка Крстевски, Сања Русеска, Жарко Јовановиќ, Марко Трајковиќ, Нина Максимова, Давид Илиќ и Владо Дојчиновски. Режијата е на Бојана Краљевска, сценографијата на Крсто Богојевски, текстот го адаптираше Зоран Зафировски, костимите се дел од Надарко Илиевски, а музичка поддршка обезбеди Александар Митрички. Моторок фестивалот во Куманово е закажан на 13 и 14 јуни на спортскиот аеродром Аџитепе. Манифестацијата ќе се одржи по 17 пат, а секоја година е посетена не само од Куманово, туку и од регионот. Организатор на фестивалот е Мотоклубот Мечки од Куманово, со поддршка од Фондацијата за култура и спорт. Општина Куманово издвојува 900.000 денари за Моторок фестот.